Од неодамна имавме временски неприлики кои се одразија на земјоделието. Па затоа побаравме мислење од професорот Вучков, кој детално ќе ни образложи како тоа се одрази врз земјоделските култури. Професоре? Факт е дека 2025 година со своите специфики, посебно на почетокот, веќе во пролетниот дел, кога сите очекувавме еден добар старт на вегетацијата, не имавме променливо време со многу непредвидливи ниски температури кои предизвика големи штети. И од нашите теренски видувања морам да кажам дека штетите се ненадоместливи по однос на раните овоштарски култури, почнувајќи од кајсијата, овој росоманскиот дел, према Велес, према до Гевгелија, кајсијата буквално ова година настрада и Македонија изгуби голем профит, да кажеме, бидејќи имаше голем дел производители кои веќе има склучени договори со Словенија за откуп на кајсијата и правеа тие сокови словенците што ги праваат и после не ги продаваат по дупли цени. Не помала е штетата кај праските во росоманскиот дел. Катастрофата е исто така голема во преспанскиот дел кај јаболката и она најново сега испитување кој го имав, Баландоскиот регион кој важи како еден малтене медитерански дел, но и тука имаше конфузија на ниски температури, каде што калинката, јапонското јаболко, настрадаа доста од ниските температури. Со еден збор, Република Македонија 2025 година ќе ја памети по овие непредвидливи ниски температури кои дојдоа во пролето при стартот на вегетацијата, кое нешто обуслови да имаме големи губитоци на принос од овие култури. Не помали се штетите и кај одредени други култури. Градинарството исто така што се случи во Струмничко. Потоа има и други штети, посливата во Беровско и така натаму. Ние ги третираме како незначителни. Но, према мене, тоа е се забот на времето, тектонското пореметување на времето, кое е евидентно во последните неколку години и кое по се изгледа ќе не следи. И јас мислам дека со временските неприлики не е завршено, бидејќи сега влеговме во оној градобитен период, што секоја година го следам. Сега, бидејќи се јавуваат високи дневни температури над 30 степени Целзиусови, а тек сме почеток на мај, имаме локални врнежи, значи на повидок е еден нестабилен период до почетокот на летото, проследен со локални облаци, носители на град и други непредвидливи обилни врнежи, кои обилните и поројни врнежи не се добродојдени за земјоделието. Во овој период на годината. За земјоделието се добродојдени врнежи ситни, кои ќе влезат во почвата, кои ќе се абсорбираат во почвата, а не со еден порој ќе помине и земјата е пак жедна за вода. Со еден збор, ние сме сведоци, бидејќи го следам времето 50 на години, на тектонско пореметување на времето во светски размери. А тука не е избегната Македонија, иако јас во многу наврати велев кога гледавме во Австрија, во Германија, некои во Словенија, куки цели одеа, тоа во Македонија не се има случајно. Меѓутоа, таквото нешто се случува, секако е неповолно, посебно во земјоделското производство. Така. Како ги советувате земјоделците да постапат со своите култури во овој период, баш поради овие промени?
Сега ние сме сведоци на такви временски брзи промени, сведоци сме на стварање на услов за појава на оние опасни болести. Еве за Кавадарецко-Неготинскиот регион, па и Велешкиот, Светениколскиот, бидејќи лозарството и таму го има. Морам да кажам дека треба големо внимание и стручно поврзување со луѓе кои имаат знаење по однос на тие епифитотични можни појави на пламеницата, бидејќи виновата лоза сега го исфрла гроздот и за едно 10 дена можеби ќе имаме и цветење на грозјото, а тоа е најчувствителната фаза на развојот. И затоа неопходно е, бидејќи имаме и служби метеоролошки, имаме и стручни лица кои треба да се почитуваат и да се спроведува тоа што тие ќе го кажат со компатибилноста на препаратите, кои препарати, во кое време прскање и на колку време. Бидејќи сега влегуваме во оној интензивен период на растење на виновата лоза, тука треба, значи, тие органолептички прегледи, фенофазата на развој на самата лоза, пред цветењето е најчувствителната фаза, и цветењето, и после цветењето, тука да се испушти еден момент, дојде пламеницата или пепелницата, тука род ке нема. А на повидок се такви услови кои ги ствара времето. Значи, времето е доминантен фактор за обстојба во аграрот. И затоа во Република Македонија јас морам да кажам дека она генерално непочитување на системот на вредности, на знаењето, на стручноста е евидентно во повеќе области. Јас го гледам тоа во земјоделието. Наместо една стратешка работа, ние сме мала земја, да се следи секое формирање на облаци и да се даде период каде, со што, во кој период треба да се прска и заштити и да имаме квалитетно производство. Наместо тоа, на повидок е подолго време од осамостојувањето, стихиско производство на индивидуалниот земјоделски производител. Тој е обезглавен и тој прска кога мисли тој дека треба, со што сака, бидејќи тој дава пари, и научните, стручните институции и луѓе и нивната заедничка контактна основа не постои. Затоа што во свое време, морам да кажам, јас сум од постарите генерации, постоја антипероноспорни служби со врвно стручни луѓе кои го одредуваа правиот момент и се даваше налог на медиумите, како вашиот, на радијата, да за следните 24 часа се изврши прскање на виновата лоза, доколку производителот сака да бере грозје. Воспротивно, тогаш имаше и едни директиви, ако еден не испрска, епифитотична појава пак може да се појави за неколку дена. Бидејќи гроздот, виновата лоза расте и за неколку дена имаме нова лисна маса која не е заштитена. А кога се испрска организирано, што е за Република Македонија мислена именка, кога беа комбинатите, тука имаше служба, каде што 1500 хектари мораше за 2 дена да се испрскат и дене и ноќе. Сега таа распарченост и она погрешна приватизација која е направена, разединето земјоделие, сега секој кој има одредено парче винова лоза, површина под винова лоза, тој прска кога сака, кога професоре, тогаш можам. А во заштитата нема кога ти можеш, него кога е потребно за да се заштити превентивно пред се виновата лоза од тие штетни чинители, почнувајќи од пламеницата, пепелницата, фомопсисот, гроздовите молци и така натаму. Така да со еден збор она непочитување
и невложување во науката на млади луѓе и нивна подготвеност, државата ќе ја чини тек многу. Тоа е моje лично мислење, бидејќи и факултетите, и специјализантите по онаа заштита на виновата лоза, заштита на градинарството, на лозарството, комплетно е мислена именка, има поедини луѓе ентузијасти што сакат да работат на тоа. Едно време постоја такви сектори во земјоделие, во факултетот, каде што оној дел од заштита на растенија имаше 20-30 студенти со професор Минев и така натаму. Сега тоа е целосно уништено и се е на една формална база. Ако ние погледнеме од страна, ќе видиме дека во факултетот постојат сите смерови, постојат поедини професори што по 30 години се таму во канцелариите, што немаат никаков контакт и дејство со теренот. Тоа е трагедијата на Македонија. А тие факултети постојат да продуцираат кадри, тие факултети постојат да од теренот добијат, од буџетот кој го одделува од теренот, од профитот, да добијат плата. Тоа е мислена именка. Тоа е далеку од суштината која секоја институција која имаме во Република Македонија. Таа институција треба да функционира во интерес на производството, да даде свој допринос, да имаме зголемено производство, кое производство и профит ќе дојде во буџетот и он од тука ќе зима плата. Он прво сака плата, а производство дали има или не е битно. Таква е состојбата, вистинската состојба со нашето земјоделско производство. И таа трагедија што не снајде, сега ќе овозможи секако ново задолжување, бидејќи околу милиарда и 200 ние дававме за, иако се третиравме како аграрна земја, за увоз на храна. А сега со тие штети што настанаа, а има услови уште да имаме такви непредвидливи временски неприлики до летото, прашање е што ние ќе добиеме во земјоделието, кое е од осамостојувањето маргинализирано и воопшто на него политикантите само гледаат како една преодна фаза, површна фаза. Еве сега пред 2 дена, дури смешно е, со оризот имаат луѓето проблем, бидејќи рокот на садење на оризот, сеенето на оризот е врзан со време, за да може да стаса. И сега вода нема, доаѓаат надлежните луѓе и велат пуштете вода, за 3 дена ќе има многу врнежи и ќе имаме се. Значи, предвидувања, а немаме капка до штука, ај кавадарци имаше 2-3 дена нешто, и да предвидуваш нешто што од природата дали ќе дојде или не, тоа е сосема друга работа. Но, таквото нешто обуслови да оние површни политики, формални политики, повеќе за да дојде на власт, да се збогати, е поевидентно отколку стручно да даде свој допринос во својата област и да се каже дека е постигнат таков и таков резултат во Република Македонија. А таквото нешто многу тешко може да се оправи. Што предлагате, еве, што да се промени? Како би тргнало земјоделието во нагорна линија? Прво, системот на вредности е секако пореметен во државата. Тој не постои буквално. Второ, еве, таа најнова информација која вчера пред некој ден ја добив, откриени се околу 2000 хектари површина која оние корумпери политички влегле и ги работат тие површини, а за тоа ништо не наплаќале на државата. И сега се откриваат коруптивни действија, таа власт навистина постигнува добри резултати во тоа, бидејќи каде да пипне, сегде корупција. И сега се откри дека 2000 хектари
тоа го слушнав од мои колеги, 2000 хектари дека се со години работени, ниту се плаќа на државата и си градели и фотоволтаици, си градели и се, и сега се разоткрива дека тие немале право на тоа. И сега судови и други нежелни работи. Тоа е трагедијата на нашето време. И што е многу трагично за мене, што земјоделието се маргинализира, не е во центарот на нештото. Еве сега јас повеќе слушам за Таравари цела недела, дали ќе ја напуштил власта или не, отколку на тие луѓе што се во незгода сега изгубија од 5 хектара кај си изгубија принос, од праските изгубија принос, од се, да каже, Македонија има фонд што ќе им обезбеди на тие луѓе да им помогне, резервен фонд некој, за да им помогне ова година да продолжат со агротехничките мерки, бидејќи тие се повеќе годишни наседи, да им се обуслови да тие наредната година веќе влезат во нормална родност, бидејќи ова година род нема да има. И сега наместо тоа ние слушаме секојдневно политиканти, ала Таравари, ала политички работи, ала Палчо, да кажеме, каде што цела недела зборат како пукал, како едноставно македонската јавност треба да биде информирана за вистински работи кои ја носат државата напред, за прогресивни работи. Јас посреќен ќе видам да кажат се подигат нови 500 хектара лозје, бидејќи винарството во Кавадаречко веќе бележи резултати, а ние од друга страна гледаме копачење на лозјата. Поради трговските манири кои сакаат грозјето да го купаат скоро без пари. Таквото нешто тука мора да застане државата со еден јасен став. Она одговорност за која се збори. Тоа мора да дојде за нечесната приватизација која е падната во рацете на луѓе кои немаат ништо заедничко со земјоделие, а тука државата може да постигне многу големи резултати. Значи, поединците кои добиле некакви површини по 500 хектара, 1000 хектара, и тие манипулираат, тие треба да припаднат на работниците кои Зик Тиквеш беше со 3000 вработени, Зик Струмица беше со 3000 вработени. Сите тие вработувања одеднаш со приватизација луѓето ги растераа по странство, по се, и Македонија сега нема работна рака. А тие површини некој ги формално одгледува заради субвенциите. Тука има многу работи кои сегашната власт која е почнала, успешно почнала би рекол, бидејќи во полицијата да открие дека полицаецот прави недела или другите работи се откриваат во обвинителствата и така натаму, сите тие работи водат кон добро, кон чистење на државата. Бидејќи од осамостојувањето корумпираноста е главниот фактор и тука тоа парче земја е загушено, каде што земјоделието буквално маргинализирано, иако имаме уште услови за земјоделието да си биде една гранка која ќе има храна за собственост, собствениот народ, и дел од тоа и за извоз. Но без трајна стратегија, без вистински духовни македонци, луѓе кои си ја сакат земјата, кои ќе се вложат во тоа, нема берикет. Бидејќи доаѓаат властите, се менјат на секои 2 години и тука се случува, професоре, ако јас фатам некој проект, за 2 години ќе ме сменат, тој ќе угасне. Што е вистина. Бидејќи јас сум сведок на пред 20-30 години, значи сме веќе сами. Кога беше Ванчо Ангелов министер за земјоделие, тој сакаше да создаде берза, откупна берза за производството, со стандартизација, со сите нишани. И
тргна работата добро, холанѓани го прифатија тоа, се смени власта, дојде после тоа Ефти Манчев, беше професор на земјоделскиот факултет. Тој рече, бидејќи тоа е една партија, тоа е друга партија, за берза нема, вика, пари. И нема услови. И нема никаква стратегија. А не да се постави целосна стратегија, без разлика која е на власт, таа стратегија да ја изврши во интерес на државата, на народот. Така. Тука народот нит се почитува, нит се гледа дека тој, кога има, тогаш државата е богата. А тој ќе има тогаш, кога ќе има еден ред, една дисциплина и почит на неговиот труд што го вложил, да не биде експлоатиран, него да биде ценет толку колку што треба и тој да има задоволство и нема да оди во странство, него ќе остане тука. Така, значи тоа се вашите препораки. Ви благодарам. Благодарам и вам.